Денес е четврток, 28 јули. Добре дојдовте на ТВ каналот Откритија. Discoveries, надеж за иднината, од мене Силвана Павловска и нашите ценети соговорници Агапи Тофиловска и Ана Бобинкова Мијаковска. Почитувани наши, ја следите првата програмска серија дебата од областта на правото, сигурноста, владење правото, правната држава, наспроти корупцијата, од серијата Отворена дебата. Оваа програма насловена Надеж за иднината, парадигма за новото време, се емитува секој четврток во 20 часот македонско време. Целта на содржината на оваа програма е да се обелоденат неправдите во сите области на македонското општество, со цел да се изнајдат решенија за оние кои се жртви на корумпираниот систем и политика во денешна Македонија. Минатиот четврток расправавме за слободата на говорот на мнозискиот македонски народ во Македонија на медиумите. Установивме дека медиумите ја играат улогата на гласноговорници на диктатурата и членството во Европската Унија и со тоа однесување и работење придонесуваат директно или индиректно кон корумпираниот систем во Република Македонија. Ве поканувам да ја слушнете емисијата од минатиот четврток и другите наши сегашни емисии. Почитувани гледачи, ја слушате и следите емисијата Против неправдите во сите области на ТВ каналот Откритија со вашиот водител Силвана Павловска. Како што веќе најавив, наши соговорници вечерва се почитуваните Агапи и Ана, на кои им посакуваме добра вечер и секое добро. Добро вечер, секое добро до сите. Веднаш ќе започнеме ова емисија со темата која е економскиот геноцид како претходница на физичкиот и идентитетскиот геноцид врз македонците и Република Македонија. Од осамостојувањето на Македонија на почетокот на 90-тите години па до денес, 31 година подоцна, македонците глава не дигнаа од маки и сиромаштија и неможност мирно и спокојно да го живеат животот и да си ги воздигнуваат поколенијата. Оптоварени со товарот за основно преживување, им беа одземени скоро сите добра и бенефити кои ги создале со децении од страна на некои структури во високите кругови на тогашната власт. Денес, наспроти раскошот и милиардите кои ги ползуваат повторно представници во политиката, веројатно деце и внуци на оние од 90-тите, македонскиот народ е наведен да мисли дека е неспособен за самоодржливост, па како алтернатива, единствена, му се прикажува судбината на курдите и слични народи кои останале без држава. Дали македонците ќе го допуштат овој погром или ќе се разбудат за да видат дека се што им е одземено насилно е тука? Само треба да станат и да си го сочуваат своето. Да се разбудат за да останат македонци во Македонија. Преминуваме на нашето прво прашање, а тоа е како, одземајќи ја сопственоста на населението врз општите добра кои ги создал народот, криминално се уништени генерации македонци. Повелете. Кој ќе оди, Ана или јас? Уште еднаш добар ден, добро вечер на сите. Значи, за да видиме каде сме денеска и зошто ова ни се случува, ние денес нема да кажеме ништо ново, само ќе го повториме она што го преживуваме и го разговараме со години веќе. На почетокот на 90-тите, при осамостојувањето и прогласување независност на Република Македонија, сите добра кои што се во секоја земја на сите граѓани, како што се електрика, хидроцентрали, рудни богатства, води, од дејностите, телефонија,
потоа водовод, канализација, значи се што ползуваме како општество беше во општествена собственост. Наместо да остане како такво, да не убедуваат дека ние сме прешле во некој капиталистички систем. При тоа, народот како собственик и како суверен, никој не го праша за никаков прелаз во некаков друг систем, туку безочно го испокрадоа оние што беа во така наречената власт. Зашто јас колку повеќе размислувам, толку понејасно ми е како се они власт. Не знам што е тоа власт над народ. Народ, секој врз себе е собственик и си е власт. Значи, правејќи ваков економски погром врз македонците, и не само врз македонците, денеска гледаме дека тоа се случувало во сите републики, што значи дека е добро организиран криминал, а всушност, впрочем, постојат и видеа каде што известни американски аташеа, шпиони, луѓе на задача, се отвориле и веќе јавно уснимено пред аудиториум, раскажуваат како они биле пратени за да бидат економски убици. Нашиве тука не увезоа многу економски убици, зашто изгледа они сами се обучени, како што гледаме денеска. Па така, освен што ни се одземени сите наши капацитети за обстој, значи струјата е приватизирана, водата е малтене приватизирана, не ја кажуваат уште дека е приватизирана, но се поголеми репресии прават, а во меѓувреме потпишаа некакви си концесии на изворите вода по Македонија и од Бистра и од други места со наводни странски инвеститори, например, некоја вода Маја од планината Бистра има концесија со некоја си фирма наводно од Словенија, со италијански капитал, а во суштина некој кажа дека уствари луѓе на Али Ахмети и под негова директива се тие фирми. Што значи дека не се работи за никакви странски инвестиции. Потоа, топлификација. Народот ја изгради топлификација, секако, дали со самопридонес, дали со оданочување, определување на некакви паушали кои што се двоеа од платите на луѓето, за да потоа ја приватизираат. Па откако ја приватизираа, сега не знаат што да ја прават, скрос ја оплячка, сега пак ќе враќале во град Скопје, но со јавно-приватно партнерство, што е исто така една голема лага. А дали, Агапи, дали беа објавени тендери за овие места? Сигурно објавиле, овие работи се случуваа поодамна, веќе 20 на години и повеќе сигурно. Но тогаш дури можеби ни нема обврски за тендери. Туку скри шумна мала врата, ќути ќе помине, ќе подкупат два тројца ако почнат да зборат и така ќе си направат извесен бенефит, а народот ќе остане со прстот во уста. И сега, откако исто е и со телефонијата. И таа е приватизирана, и сега каде е проблемот? Прво е проблемот што е тоа собственост на сите. Така. А второ е проблем што во Уставот јасно стои дека овие дејности кои што се битни, како што се струја, вода, телефонија, парно,
кои што се битни за општо добро и опстој животен опстој на човекот, не смеат да се приватизираат тие. Како они тоа го извртеа и покрадоа се, е прашање. Мислам, јасно е како, него кога ќе одговараат е прашање. Но, ако ја погледнеме сега генезата, оние што тогаш беа во собранието, нели, тогаш имавме пратеници, имавме собрание, влада и така натаму, истите државни органи кои што постојат и денес. Ако погледнеме кои се тие луѓе во тогашните состави на влада, на собрание, и да ги погледнеме денешните, ќе биде воочлива непотизмот и поврзаноста помеѓу нив. Било да е по сродна линија или пак по кумовска линија. Како и да е, едните исти се тие што извршија економско убиство над македонскиот народ. И останатите граѓани, народи, народности кои што живеат во Македонија. Тука сакам да кажам дека секој еден припадник на било која националност од застапените во Македонија, дали е уругваец, албанец, влав, србин, циган, ром, што и да. Мислите на етничка заедница, не на народност? Да, јас сум во СФРЈ родена, па тогаш народности ги викавме. И тоа се, нели, така. Значи, сите оние кои се лојални и имаат македонско државјанство, се македонци. Така да не исклучувам никого и зборам за сите луѓе од македонскиот народ. Сите тие, сите ние денеска се соочуваме со продолжеток на тој економски геноцид, заради кој како тоа ни влијае. Ние не можеме да ја дигнеме главата и некаде се изгубивме по патот, па од трчање по општа екзистенција, да купам јадење во самопослуга или да работам 12 сати за некоја бедна плата, не ни приметивме кога станавме целосно окупирани, целосно зависни и сега сме доведени во ситуација да ни се одзема и личната собственост, која што исто така по устав и по закони е неприкосновена и не може да биде одземена. Сето ова објаснува зошто сме денеска во оваа ситуација. Како тоа се доведовме, гледам се прашуваат експертите по разни емисии. Како сме се довеле до оваа ситуација? Па видете, ако воспоставиме правна држава и ако има силни институции таа држава, целиот овој погром, сите тие криминали ќе мора да бидат казнети и сторителите да одговараат, а спечаленото арам да им се одземе. Со оглед дека се тие истите овие надградени и проширени за албанците кои се сега влезени во последниве 20 години во власта, многу е логично дека немаат што да односно не можат да се вратат назад,
зашто се ќе изгубат и својата слобода, и целиот стекната рамимот ќе им биде одземен до седмо колено. Заради тоа решија да ја продадат и разградат државата, за да не можат да бидат казнети. Еден начин на прекривање Да, на своите злодела и Да. корумпирано работење. точно така. И сега, Па тие многу години се кријат. па тие не се кријат, по тоа гледаме дека нема партии. Едни доаѓаат па се менуваат, други доаѓаат, но се останува во неказнивост. Никој никого не казнува. Тоа е доволен доказ дека народот останува оплячкан, останува на улица, останува гладен и сега останува и протеран. Во последните 15 на години масовно се иселуваме заради екзистенцијални потреби. За да го направиме, нели го дискутиравме тоа во минатата емисија, за да го направиме тоа сме принудени да менуваме, да зимаме туѓи пасоши, бидејќи Да. не пуштаат со македонските низ Европа, а во суштина сето тоа е добро смислено и си трае во сите партии. Нема партии, значи има држава окупирана од мафијата. И сето ова го знаеме. Да, Ова. Агапи, извини што ќе те прекинам за момент. Една мисла ми иди слушајќи тебе сега како ни кажуваш овие работи, а таа мисла е последната моја посета во Македонија. Имав прилика 2019 септември, октомври месец, имав прилика да престојувам во Крушево, кај роднина. И неколку дена. И исто така приметив дека градот е многу мал број жители живеат во градот Крушево. А оние што се останати се претежно постари луѓе, немоќни луѓе и кучиња, мачиња и мислам такви животинчиња. Така да жална, многу жална слика за мене во едно градче кое што е славно градче, нели? Да. И секогаш и ќе биде славно, но ова е, како што велите, резултат на она што се случува, причината за која што младиот свет, и оној што е малку постар, ги празни градовите. Крушево не е единствениот што се празни и тоа нагло е испразнет, туку и другите градови слушам дека се исто празнат. Јас колку што знам, во Источна Македонија е навистина пустош. Со тоа што пред неколку години мислам дека почнаа да градат некакви си станови, а сето тоа според некаква агенда на Мила Царовска, која што беше тогаш министер за труд и социјала, во врска со подпишана конвенција за помош и прибирање на мигрантите од Блискиот Исток, ќе ве молам. Значи, они ја испразнија територијата, па сега сакаат да населат африканци и други народи што не се воопшто сродни со нас. Да. А всушност се знае дека е тоа Соросова војска. Во принцип, бидејќи сите тие од она што го видовме по Европа, ние овдека малку видовме, не видовме многу. Не се задржуваа овде, меѓутоа тоа е планот. Дури има некои договори излегоа дека и Заев и Вучич имаат подпишано
Кај нас мислам околу 2 милиони избеглици да бидат примени, од милион до 2, а во Србија помеѓу 5 и 10 милиони. За другите земји не знам. Меѓутоа, значи, тоа е општа тенденција сега, се гледа широката слика. Затоа јас и велам дека ова насилно ЕУ што го форсираат договор француски ваков таков во изминативе 20 на дена, е поврзан со оној на договор со Фронтекс, кој што е војска европска, каде што има мигранти да бидат присутни, за да пазеле како нели се однесува државата во која што се кон луѓето кои што не се незини матични жители, да. Туку се ете избеглици и луѓе во неволја. Сето тоа е многу сомнително. И сега нашите експерти, нашите јаки политичари, нашите врвни умови се чудат сега како ние сме дошле, па од што толку се чудат, дури се дочудија да сме го поделеле ману на две интелектуални фели. Оти не можеле да се согласат или не знам зошто. Значи, само просто речено небулозни работи им текнуваат, а никако да го кажат решението како оваа држава да се ослободи од јаремот кој што и е наметнат. Затоа што ова што се случува не е нормално. И сега што прават они? А може би Ана нешто ќе каже на темава, па да продолжиме за како денеска го репресираат веќе оплячканиот народ и која е крајната цел. Ана? Гласот не го слушаме. Да, не слушаме ништо. Ана, збори, јас... сега ме слушате? Да, во ред. Да. Вилам како да ми ги читаш мислите, баш сакав да се надоврзам на тие поинти што ги спомнаш, што се многу важни. И денешнава емисија во контекст на поставената тема што е исклучителна, значи многу е и актуелна и потребна да се размислува во тие, нели, во тој домен. Јас би придонела во самата денешна дискусија околу проблемите и начините што самата Капи кажа, како никој не размислува како јаремот да го скинеме, зашто е потребен нов приод или нова парадигма што велиме, туку се вртиме во условите во кои што однапред ни се поставени, зададени, наметнати, како се што се спроведува преку власта, преку владата и собранието конкретно во нашата држава. Меѓутоа, тоа не е случај, тоа е случај со секоја друга земја и јас сакам да го потенцирам токму тој момент. Во смисла на тоа дека конкретната што ја спомена стратегија на Мила Царовска, министерството што беше промовирано пред 2 години, мислам дека беше. 17 беше. Да, таа не е нова стратегија. Значи, тоа е продолжение на доврзување со нов еден период подолгорочен на предходна, исто така усвоена стратегија од Министерството, значи на ниво државата, на владата, за периодот од 2008 до 2015 година, во која што истите работи стојат. Значи, пред да дојде и новата гарнитура на власт, а и на предходната, веројатно по истиот принцип и пат е наметната од таму, од каде што нели се раководи, се управува со овие марионетски власти. Тоа е неспорно
повторно и го докажуваме и секој наши овие сознанија што ги споделуваме, да, искуства. И Така тука што тоа е дел од стратегијата за интеграција на мигранти и бегалци во македонското општество, при што се е потребно онаму каде што е на ниво на закон, на регулатива, тоа веќе абсолвирано, да се применува кон истите и кон самите граѓани, во смисла дали тие се спремни да се интегрираат во општество, а пак дали самите жители населението исто така е спремно да ги прифати. Сега, доколку во постоечката регулатива не постои регулирано одредени аспекти на таа ситуација, значи да се донесат дополнителни одредби, закони ако треба или законска регулатива, за да сето тоа на најдобар начин може, ние би рекле, да помине, целта е да помине, и каде што ќе се направи нешто кое што е дел од тој план или во глобални рамки, начинот на кој што вакви земји како Македонија треба да се ослободат, така да кажеме, од сопственото население, па затоа и во Крушево или малку и во Источна Македонија и во другите делови од Македонија, да се доведе друго население, а уште подобро би било кога во таа земја ќе не постои ни законска можност дека тоа е земја на македонски народ или на македонци, како што и ни го направија. И сега, тоа е еден дел кој што на политичко ниво се турка во тој општествен контекст, да кажеме, што е многу комплексен, и за кое што веќе ние искуство стекнавме, затоа што и минатата година имавме протести од една група жители во Бардовци, кога таму требаше еден центар прифатен точно за мигранти да се гради, меѓутоа луѓето беа упорни и тоа се откажа од градба на таков центар, меѓутоа во Бардовци. Меѓутоа не се откажа од промена на локацијата, значи повторно некаде тој ќе се направи и истата политика ќе продолжи да се спроведува. Сега непосредно што сакав да го поврзам со ова Агапи што го кажа, значи целиот тој дел со сиромашување, со користење на ресурси што е нелегитимно и може да е нелегално, доколку тие ВООД не донесуваат закони за тоа, за да може да се оправда тој грабеж, тоа сиромашување, значи тоа искористување и ништење на македонците, на самиот суверен, значи на македонскиот народ, на жителите, граѓаните на Македонија, е тоа што и се уште на сила во нашата држава, значи во нашето окружување, особено во западниот свет, значи Европа, Америка, па и Австралија, кои што припаѓаат кон тие стратешки определби и цели, кои што ги представуваат како национални, а видовме дека за Македонија не е тоа национална, ниту стратешка определба, меѓутоа, бидејќи оди преку владите, преку институциите на државата и на тој систем воспоставен, значи тоа се третира како така и на народот му е многу тешко да пробие тој штит, затоа што постојано тој се двократно се засилува, значи трократно, повеќекратно се прави тој штит околу самиот поединец, да не може едноставно да излезе од тие рамки кои што му се наметнуваат. И сега тука е и оној сметам клучен момент овде да го отвориме, значи на тоа глобално економско управување, значи со општествата, со државите, конкретно што оди преку Меѓународниот монетарен фонд и преку Светската банка.
Значи Да, тие две организации. преку кои всушност удат и главните активности, може да се каже централните или оската околу која се држи овој систем кој што гледаме дека е антихуман, нечовечки, антинационален, не само за нас и за многу други народи и држави по светот, каде што всушност земјите, односно владите на тие држави и земји се задолжуваат. Значи, го зголемуваат јавниот долг. И тој јавен долг е вкупност од задолжување и на надворешно и на домашно ниво. Значи, за тие јавни долгови, кога беа изборните кампањи и од едните и од другите, дали како се борат за позиција во власта, слушаме како едните бил малку кога биле на власт, па сега го зголемиле, еве и овие шарените, да не кажам велепредавнициве, кажуваат дека нели часовникот одбројува, па ќе ставија и бројач на Триумфална. Градот од железничката, старата железничка станица во Скопје, музејот на град Скопје, да го гледаме како нели цело време колка е тој јавен долг, меѓутоа не ставија, гледаме дека тој јавен долг се зголеми во последниве години и на Македонија конкретно изнесува 7 милијарди евра јавен долг од 4 предходните неколку 4 колку години беа или повеќе 5-6. Значи, задолжувањето продолжува и се зголемува. Дури се донесе и закон, мислам дека пред година-две, што може би, јас не сум знаела, меѓутоа еве видов околу оваа проблематика, може луѓето и не знаат, има и закон за јавен долг донесено, каде што не се оспорува самото задолжување или што вели Агапи како да го симнеме јаремот, како да излеземе од тоа задолжување, туку да се стави лимит до 60% на задолжување, демек да не помине таа, 60% па не е ни многу малку. Значи, и во таа висина, значи во тој лимит, што не е ни лимит, туку е дозвола, се уредува се вкупното функционирање на државата. Значи, мене, јас тоа кога го гледам, бидејќи јас не сум стручно, ја сум лаик во таа, значи во економија и финанси, меѓутоа она што го има, за да човек го види, го прочита и кога ќе го свати, значи никој не го оспорува тој систем. Значи тој е економски систем на управување со луѓето, со државите, што всушност не е управување, туку е нивно постојано осиромашување, експлоатирање и задолжување, каде што некој го уредил тоа, предвидел да циркулираат на тој начин парите, задолжувањата, значи како најнормална и потребна работа се промовира и се става во системот на државата, па гледаме дека 20 година, мислам дека и после од како почна ковид кризата, некаде во ноември, на ниво на град Скопје има донесено исто некоја задолжување за пуштање на 2 ленти на брз автобуски превоз, така наречен тролејбусна тркала, мислам трамвајна тркала, тоа би било некој вид тролејбус, и така натаму, меѓутоа тоа е од пари кои што се зимаат на заем, значи се задолжува град Скопје. Прочитав, значи за најобична уличка да се направи или било што како инвестиција, тоа го слушаме на медиуми или на вести, ќе инвестира ова, ќе инвестира тоа, меѓутоа тоа се си пари од такви задолжувања. Значи општина Белес, општина Кавадарци, еве Крушево да речеме, дали ќе направи нешто канализација, че тоа не е нешто што
тука е изменаджирано, што викаат економија или економија, како да направиш од собствени средства, ресурси, нешто, за да биде, да служи на народот, меѓутоа не да му служи, а да го осиромашува тој, да му се зголемува долгот и сите ние должници да сме спрема некој. И по тоа е направено во системот како владата, собранието, локалната самоуправа подобро да ги менаџира тие задолжувања, а не дека да нема задолжувања. Значи тоа кога ќе се види е фрапантно како лесно се манипулира со целата екзистенција, значи со целиот начин на функционирање на едно општество, на една земја, на една држава, на еден прост, на еден баш криминален начин. Отворен грабеж, легализиран преку такви закони кои што не се ни легални, самото нивно носење. Затоа што тоа не е за ослободување, за излегување од некоја криза или од сиромаштија, па да донесе просперитет во состојба, туку ти се нуди благосостојба, ама за тоа ти си должен. Генерациите следни исто така се задолжени и нема намера тие долгови и колку и да се враќаат, значи не можат да се вратат, зашто постојано е тоа задолжување. И затоа овие кои што се нели главните топ, како да кажам, менаџерите и ММФ и Светска банка, дури во услови, замислете, и на криза, поголемо задолжување затоа што нели економијата слабе, не можат и предпријатијата сами нели толку да произведат или средства да имаат за да се одржат, да обстојат, кога е потребно некоја да им се пружи помош на овој начин, замислете, значи, дојдено е до 8% каматна ставка на тие долгови. Значи, од тоа врвното ниво, каде што или се управува со сите марионетски власти. И сега, јас се прашувам, значи се прашувам како граѓанин, се прашувам како човек кој што размислува. Тоа што мислиме дека владата и собранието работат или ја водат државата, значи тоа воопшто не станува збор. Тие само се идни чиновничиња кои што оно што ќе им се даде или докаде што ќе се каже да им е обрачот на тие задолжувања, тоа што го барат, го добиваат или што се задолжуваат, само како да го распределат. А тоа луди како кој знае што нели да се случува во државата или направиле нешто или некоја инвестиција. Уште повеќе се знае дека тие надворешни, значи инвестиции во државата се причината за зголемување на јавниот долг. Колку има инвестиции во државата, значи надворешниот јавен долг е поголем, значи поголемо е оптеретувањето нас што ни се наметнува да сме должници. А исто така и на внатрешно. Значи овдека станува збор за систем во кој што не се создава добра од самата земја, од ресурсите природни, за тие луѓе што живеат тука, како што велиме, значи имаме сонце, вода, земја што раѓа, значи што да се задолжуваме, кога за таков живот имаме и енергија да произведуваме. Меѓутоа, тој систем на глобално економско правување е таков, што не може, едноставно си во него и сите овие послушници, значи сите што се под тој систем, се и го хранат тоа што пишува и го објавата. Ние сите го храниме, ама не сакаме да го храниме. И сега, како да го избегнеме јаремот, ќе прикинем, ќе завршам, знам дека сакате да мрешате ништо, туку и ова што беше со академијата. Значи, тоа е срамно.
А тие не само што не размислуваат како јарамо да го симнеме, туку тие директно ја подпомагаат федерализацијата што овде се заговара 3-4 години. Значи, академиците сами, значи, тие потврдено е дека се важна алка во тој систем и не можат повеќе да понудат. Сега, одговорите треба ги бараме во самите нас, во народот, во суверенот, што секако има на тоа најголемо право, односно најлегитимно е тоа однесување. Ана, јас ќе се надоврзам ова што спомнавте пред малку околу тие две организации, меѓународни организации кои што не се независни, организации кои што не се избрани од ниеден народ во светот, не се гласани, туку постојат за своите лични интереси и се разбира за профит. Да ги експлоатираат сите луѓе на планетава, сите кои што се со нив во договор, со ѓаволот, може да се каже. Со ѓаволот. И Македонија, како земја, Република Македонија, просто се прашуваме како може една така наречена власт во една земја, како овој пример, нели, со Македонија, да подлегне на такви очигледно е дека тоа што го прават тие две организации со самото задолжување, со самото извртување и маркетинг на тие нивни услуги или пари што ги даваат или инвестиции, дека всушност штети на самата држава, на Македонија, штети на самиот народ. Дали се толку свесни за тоа што го прават и ако се свесни, тогаш очигледно е дека ова е велепредавство од огромен ранг, нели, да доведеш една земја и својот народ до нивото до кое што е дојдена сега Македонија. Да, па секако, меѓутоа тие се сигурно свесни, меѓутоа единствениот пат, начин на кој што тие би дошле биле поставени всушност на власт, затоа што ние не сме ги бирале, е токму тој, да го прифатат тој систем, тој начин. И тоа е, значи, тие немаат никаква слободна волја, ниту пак имаат можности повеќе нешто да прават, затоа што тие се веќе врзани во тој систем. Веќе се, тие не управуваат самите со себе, уште повалку со државата и со народот, туку тие се управувани, значи од тие кои што ги држат марионетите. И нивната положба е многу лесна. Значи, тие за ништо не треба да се трудат да размислуваат, ниту совеста да проработи, зашто тоа е нивниот делокруг. Само, нели, тоа што треба да го прават, не онака како што секој човек размислува и совесен, дека ако некој е на власт, па представува народ, па тој навистина треба да му работи и мозокот и умот и да размислува, да наоѓа начини, нели, за подобро и подобро. Меѓутоа, тоа не е нивната задача, иако, нели, во врските и со уставот и со заклетвата што дават, тие фактички се на некој начин само одговарат пред суверенот, пред никој друг и се обврзани на тоа, имаат должности. Меѓутоа, сето тоа сакам да кажам дека во праксата е обратно, спротивно, дури и законите што се носат во една од овие емисии, некој претходни го кажавме тоа, кои се тие какви закони носат, самите тие законите што ги носат, значи не се во прилог на народот, на човекот, на земјата да се развива слободно, туку како да биде зависна од тие фондови, да кажеме, еве како што се и најголемите, меѓутоа има и помали. Значи тоа е поразително сознание за секој човек
што всушност нивните власти прават. Значи, тие не прават ништо добро, ниту представуваат, туку само спроведуваат едно, што велиме и монструозно, меѓутоа и едно уништувачко сценарио, како да те држи на ланецот, како роб, без оглед што имаш ти секакви ресурси, и уште тие ќе ти ги наплаќа, и уште ќе ти ги експлоатира, како да кажеме, преку тие разни капитални инвестиции или инвестирања, или тие јавно-приватни партнерства, кои што се во замислата соодветни, како да кажам, конципирани. Меѓутоа, во суштината, во праксата, тие не го прават на тој начин тоа, туку се само покритија дека нешто добро се прави и така натаму. Еве, општината ни направи булевари, ни направи се и така натаму, а позадината на тоа е задолжување. И затоа и постои терминологијата должничко робство е тоа. Значи, сите од ние што сме врзани во тој систем како држави, еве зборувам конкретно, значи сме во должничко робство. И сега има обиди, еве најновите и така што доаѓаат околу состојбите и потребата, нели, сето тоа да се надмине, да се решава на друг начин, е да се создаваат нови такви модели на економско управување, како што е, например, БРИКС. И сега тие настапуваат дека се, нели, со спротивни заложби, кои што се похумани, по развојни, да речеме, на други основи, и тој мултиполарен, така да кажеме, природи начин. Меѓутоа, тоа е, да кажеме, на почетокот. Додека не се воспостави, а и таму, колку што гледам, има такви формулации повторно за другите центри на моќ. Значи, сега се овие центри на моќ, ама ќе има и други центри на моќ. Значи, се додека е тоа така, секогаш овие малите држави кои што не се такви економски или моќни сили или фактори во светот, секогаш ќе зависат од тие турбуленции или од тие прегрупирања. Меѓутоа, за Македонија треба да се соодветните начини излази, затоа што доколку продолжи во овој модел да се развива во општество, долговите ќе растат. Значи, тука нема промени, затоа што тоа име со се тоа дефинирано и се спроведува и 30 години наназад. Па не сме виделе подобро, туку се полошо дојде. Или не можевме да се израдуваме на земјата, на тоа на што станавме независна после толку векови, откако водел народот борба за национално ослободување, така натаму, и сега ни дојдоа овие, значи, робовладетелски концепти и системи, од кои што треба да се ослободиме. Тоа е јасно и кон тоа треба да се движи македонскиот народ. Ана, слушајќи ве вас и Агапи, исто сакам да споделам дека рано наутро денеска ја слушав државната радио програма ABC Radio National, ја викаат овдека. И една од емисиите што се емитуваше рано, негде околу 5 или 5:30 за бајле во Мелбурн, разговор се водеше с едно лице, машко лице, кое што деновиве издал книга што зборува за оваа тема за која што ние сега зборуваме, околу Меѓународниот монетарен фонд, околу Светската банка и сите тие нивни цели кои се, и книгата не можам да се сетам како се вика моментално, нити пак кој е авторот, меѓутоа ќе пронајдам, затоа што
на англиски е напишана книгата, мислам дека е многу важно да се знае, затоа што и овде, во Австралија, слична ситуација е како и во Македонија. Иако во Австралија, како што знаеме, нели има многу повеќе народ отколку во Македонија, но истите нешта се спроведуваат како што се спроведуваат и во Македонија. Зависна е државата од така наречени инвестиции од разните тие организации и доведени сме во една ситуација во која што досега не мислам дека постоела во Австралија. Зголемен е процентот на инфлацијата, на невработеноста и луѓето просто немаат што да јадат и не можат да живеат. Цените рипнаа нагло, цени за кирија, за станарина, не може човек куќа да купи воопшто, оние што имаат кредити, што купиле куќа, не ќе можат да ги исплатат, банката ќе им ги земи куќите и луѓето просто не можат да си купат храна. Не само што почнува да нема храна поради проблемите што се случуваат или надвор од Австралија, туку луѓето нема што да јадат и оние што се доброволни организации немаат повеќе средства на кој начин да им помогнат на луѓето што се сиромаси. Така да, ова нешто се случува на глобално ниво. Но вие ги осеќате тие болки многу повеќе отколку што ние во Австралија или во другите земји од така наречениот западен свет. Тоа сакав да го споделам со вас. Добро, нас повеќе не боли. Ајна, сакаше ти? Не, продолжи. Повеќе не боли, зашто кај вас повеќе го пуштиле ланецот, биле дарежливи. Да. Па вас ви дадоа малку подобар стандард, иначе сите луѓе на светов се во истата каша и не постои слободна земја на планетава Земја. Така да, мислам дека ќе дојде како да речам, експанзија на нетрпеливоста и на гневот и на гладот. И можеби и тоа е потребно за да се сменат нештата. И сега што е битно? Битно е да во такви моменти да се сочуваш, да останеш човек и да обстанеш како жив човек. Така. Да. И од целиот разговор што го водиме, можеме да заклучиме дека, како вика Ана, договорот тој не бил од Мила Царовска, бил од 2008 година. Да, за стабилизација, не знам што беше за мигрантите. За интеграција, така. На така. Тоа што покажува? Тоа покажува дека они зеле пари, они се платени за тоа. Зеле пари за да изградат, да ја исчистат, значи земјата од локалните, од домородците, да ги тргнат, да ја исчистат земјата и да воведат други. По тоа се гледа сега поврзаноста на едната партиска номенклатура со другата партиска номенклатура. Постојано работат синхронизирано и неказниво. И никој не го известува народот, да кажеме да се спротивстави, да каже чекајте каков е овој систем. Во однос на економскиот систем. Па во 93-та дошол Сорос и лупнал 25 милиони долари во Народна банка на Република Македонија. Тоа што значи? Дека ние во суштина, и ова е веќе не е ни тајна, него излегоа документи од тие што беа, не знам дали преку Wikileaks, излегоа дека сите земји на светот се доел на Ротшилд. И ниедна земја нема собствена Народна банка. Ти ако немаш каса, како сакаш? Односно, ако твојата каса е во туѓи раце, постојано, а не во твој, како можеш? Ти само, значи, ставаш парички, а таа тече како без дно. И тоа е сосема нормално. Но, поврзаноста на сега, во моментов, ние имаме известни
политичарки кои што беа пратенички и во еден и во друг пратенички состав, па сега се некои, како да речем, имаат свој партии. Па имаме луѓе кои што се исто така на видни позиции, видни во наводници, веќе не е никој на видна позиција, срамота е да бидеш на видна позиција, значи дека си лопов и фатен во кругот, криминалец. Значи, и стојам зад криминалец, затоа што не е навреда ако речеш криминалец. Криминалот е карактеризиран како состојба кога се работи спротивно на закон. Така да, тој што работи криминал е криминалец, толку е. Нема навреди, нема говор на омрази, не знам, сите овие измишлјотини со кои што се обидуваат да го замолчат народот. При тоа, нели, плашејки го со казни, плашејки го со затвори, со репресии. Мислам дека навистина е доста од сето тоа. Можеме, значи ги видовме поврзаностите. Затоа не треба да имаме дилема и да се расправаме и да бидеме поделени како општество по некакви си идеолошки матрици. Не постои идеологија освен лоповлук и мафијашење. Уништување на човекот и ставање под таа новата четврта индустријска револуција, која што е всушност трансхуманизам и технократија, каде што човекот нема да биде, па уште кога не нарекоа човечки ресурси, требаше да ни текне. Ама од што трчаме леб да купиме, немаме време да размислуваме и се мислиме, во суштина не е тоа, и гладни ке седиме, за да го решиме. Но не ни текнува, зашто мислиме дека има некој таму што сигурно мисли за нас. Значи имаме илузија дека постои некаков државен апарат кој што мисли за наше добро, тој ни ги креира политиките, тој ни ги креира финансиските текови, економиите и како ние ќе бидеме по-просперитетни и по-успешни. Сега треба, нели, гледаме дека е сето тоа лага и можеби е потребно да се потрудиме да направиме една емисија на тема локална самоуправа, зашто мислам дека ние не го знаеме значењето на силата на локалната самоуправа, не ја знаеме. Ние можеме многу повеќе од што ни кажуваат, а сами не се трудиме нешто посебно, што може да биде пак дел од начинот како да се ослободиме. И околу менувањето на риториката, Прегеска Ана која кажуваше како они нели не задолжуваат, па општината направила водовод, па градоначалникот направил ваков план, ваков макадам, не е битно, што и да направиле, не прави општината, ние правиме. Не прави градоначалникот, ние правиме. Време е да сватиме дека тие се чиновници, не се тие власт, нема власт над нас. Значи секој човек е власт над себе, одговорен за себе, своето семејство, својата околина и пошироко. Тоа мораме да го смениме и да сватиме дека ние сме власт, не се тие власт. Од вака бесконечно ќе останеме под властодржците. Па ако сме стаени во феудализам, а всушност сме, затоа што они зборуваат за некаков капитализам кој би бил на некој начин kind of human. А ова што се случува не наликува на хуманост. Далеко е, изгубена е човечноста. Да. Сега... Агапи, Извини, ги пронајдов тие податоци на ABC Radio National.
Писателот кој што е наградуван новинар, академик, се вика Джеф Спаро и неговата книга се вика Crimes Against Nature. Crimes Against Nature. И тој вели, на англиски ќе ви го прочитам, вели, so believes writer Jeff Sparrow, whose book Crimes Against Nature argues that unless the economic system changes, no amount of recycling or individual action is likely to achieve much. Значи, додека не се смени, нема ништо. Да, треба да се смени. Треба. Тој интервју беше воден синоќа во живо, меѓутоа јас го ја слушав репризата рано со бајле денеска и ми остана во и ете баш бидејќи зборуваме за оваа тема денес, мислев дека е добро да се спомни. Ќе видам ако можам да се снабдам со таа книга да прочитам, затоа што оваа тема баш за тоа се зборува. Па, видете, токму е поврзано, значи, како што како да речам, лажно си мислиме дека тие се власт, овие што седат во собрание, во влада, во било која државна институција. Исто така мислиме дека Меѓународен монетарен фонд, Светска банка се некакви величини, не сваќајќи воопшто дека тие се приватни измислени или Светска здравствена организација исто така. Значи, освен што им се имињата светски монетарни како да го поврзуваат светот, создаваат значи лажна слика. И освен што се навиени и работат против државите и против човекот за плjačкање на нациите, тие не се никакви величини и нема зошто да ги почитуваме. Ние сме живи луѓе, треба за себе да одговараме самите пред себе најпрво. Па ние се однесуваме како да сме деца во градинка, да ви кажам. И мене така ми се чини, дека народов мисли дека е во градинка, сега ќе дојде владата, ќе не земе, ќе не однесе на ручек од 3 сат. Па ова никаде го нема. И сега, после 5-6 години, сите несватливи работи што се случуваат во Македонија, ние сме уште на фаза диагноза. Уште они диагностицираат, како што и ние впрочем ова го правиме, но еве јас за себе сметам дека разговарам, како да речам, чисто народски, секој да ме разбере што зборам и малку да им стане појасно на луѓето, абе чега ова стварно изгледа вака е како што збори. Дај да провериме, можеби ќе ги заинтригира, ќе ги натера да проверат, да видат што се случува. Нема власт, ние сме власт. Од таа причина, наместо да ми поставувате многу умните глави, што се преплатени, што ги имале сите привилегии во општеството, го сведоа народот, не сведоа сега во состојба да ни ја зимаат и да ни ја делат државата. Зошто? За да ги снема нивните криминали. Па тоа нема да го дозволиме. Едноставно, време е да самите се запрашаме колкава е нашата моќ, дали ние имаме разум доволно, дали имаме доволно средства и ресурси околу нас, како земја, сонце, начин на работа, небо, нешто што ни дава услови за живот. Сите услови, да. Така, и да земеме да си тргнеме по нашата работа. Бидејќи овие сега до која фаза стигнаа? Сите негде нешто молат и не убедуваат дека готово е. Ете до кај стигнавме, ја изгубивме Македонија, па некои еве гледаме поднесуваат тужби, жалби по светот, пате ми тој
свет е многу дискутабилно и тој суд за човекови права, кој суди и таму судат, од кого се платени, зашто излегоа податоци пред неколку години, дека и таму има Соросови платеници, кои што воопшто не кореспондираат, нити пак чуваат некакво меѓународно право. Значи, во услови кога светот се распаѓа, веројатно е нормално да помислиш на собствениот спас. И сега, наместо да не убедуваат дека сме ја изгубиле Македонија, при тоа повикувајќи се на устави, закони и на меѓународни норми и закони што се поставени, зошто еве чекам на некого од тие да им текне, а уствари највише сакам на народот да му текне. Да. Луѓе, па ние сме македонци и ние сме во Македонија. Ние не сме отишле никаде. Ако некој влезе во твојата куќа, така, при тоа ти вика од денеска овдека нема да се јаде свинско, ќе се јаде само телешко, можеш да излезеш надвор, ако ти фрлам грам телешко или некое зрнце пченица, ќе преживееш, ако не има да ќутиш. Ние што ќе направиме? Не можеме да го истепаме, така? И сега што треба? Овие сега се понашаат, нашите величини интелектуални, како да треба да ја запалиме куќава и да изгори се, да не нема. Тоа не смееме да го дозволиме. Треба да се сетиме дека тој изменет устав, каде што пишува Северна, тие изменети закони, каде што пишува Северна, тоа собрание кое се одзива на Север, сите други институции, судови, влади, што реферираат со Северна, едноставно немаат правна сила врз Македонија и македонците. Да, точно така. Немаат правна сила. Во една тужба, збори нешто, Ана, или ми се чуди? Ми се чини. Добро. Во една тужба, една заперка, ако сгрешиш од име, презиме, адреса на тужениот, тебе тужбата ќе ти биде отфрлена. Така. Да. А нас не убедуваат дека затоа што влегле внатре насилно 100 терористи, 120 терористи, сите се терористи, што е дефиниција за тероризам? Оној што врши терор врз народ. Со оглед дека тие вршат терор врз нас, се терористи. Нема говор на омраза, нема казнени поени за мене. Значи, сега јас треба нив да ги слушам или треба да си продолжам по мојот пат. Ке се убедувам јас со терористиве, немам еве воена сила, немам. Во нив е оружјето и они ја вршат репресијата со сите средства. Тргнај од медиуми до воено оружје, до фреквенции, лажно продавање на напредок за некакви 5G технологии, цел свет бега од нив, тие нас ни ги рекламираат како голем напредок. Тоа е неверојатно. И сега дали треба јас, не можам со нив физички да се обрачунам, но мене никој не ме укинал. Јас сум македонка од Македонија. Кој мене ме укинал? Не одам кај Северната. Дури не се вредни ниту за спорење, да ви кажам. Со оглед дека тие се правно непостоечки. Не постојат. Правно не постојат. Бидејќи го прекршиле уставот. Така? Ги прекршиле законите. И сега гледаме дека истата таа меѓународна
Истите тие меѓународни судови, така, всушност го подкрепуваат и поддржуваат ова што се случува со Македонија. Тоа е доволен показател и доволно имаме разум и да размислиме, да донесеме заклучок, дека па чекај тие, значи, не работат во име на правото, правдата и вистината. Значи, да се свртиме малку на... да видиме кои сме, што сме, каде сме, кои се нашите ресурси. Истовремено, сите што положиле заклетва во државните институции на Република Македонија се должни, тоа се нели војска, полиција, суди, сите што се должни, ова треба да биде последно, во 12:05 предупредување веќе, да се совземат и да се вратат онаму каде што ја положиле заклетвата, тоа е Република Македонија. Република Македонија никаде не отишла. Ако и се окупирани зградите, нова зграда ќе направиме и на Пољана ќе се собереме, ама ќе донесеме по македонски устав во Македонија правни одредби со кои што ќе одлучиме како понатаму ќе оди државата. Дали ни фалат матична евиденција, добро, нова ќе земеме штампач, сега јас карикирам, но суштината е во тоа да самите се организираме и да престанеме веќе да трчаме по всеврџаниве кои што де факто никаде не постојат освен како терористи. Па ако даде Господ еден ден да имаме некои искрени пријатели кои што би сакале да ни помогнат, добро дошле. Но пред се треба самите на себе да се подпреме, да видиме каде сме, кои сме и кои се нашите можности во рамките на она што го имаме како држава и живот. Дадено. Точно. Ана, сакавте вие нешто да додадете или да преминам на нашето второ прашање? Може, па ќе се надоврзам. Добро. Кој и како го плячкува народот? Каде беа и се уште се главните лостови за грабеж? Собрание, влада, и како истите се пресликуваат до ден денес преку непотизмот или непотизам? Исто е. Па добро, делумно го одговоривме ова прашање, меѓутоа не дојдовме до извршителите, кои што се денеска главните джилати, сега нешто се стишани, не знаат што ќе прават, затоа што и овие терористиве начело што се застанати во окупираните институции македонски, и тие се негде во небрано, бидејќи гледаат дека општата слика во светот се менува и дека се повеќе им се гледа нивниот криминал и злостор врз човештвото, па не знаат која страна да ја фатат, па нешто се стишани. Меѓутоа, дали во Австралија, дали постојат извршители ако не платиш струја и вода и телефон? Постојат? Што прашувам Силвана. Да, постојат извршители, да. А што прават тие? Например, не си платил, колку ви е сметка за електрична енергија? Да, ќе ви испратат, се знае однапред на сметката до кога е последниот рок за плаќање. Не, во ред. Исто така им даваат информации на луѓето доколку луѓето имаат проблем со плаќањето, може да се јават во службата, во приватната и тука се приватни, и да организираат некаков договор за да можат да плаќаат на рати, нели им се дава таа можност. Добро. Но луѓето кои што немаат средства им ја исклучуваат струјата, им ја исклучуваат и точка. Не можат да се
да готват, не можат, нели, Значи, да веројатно, живеат основните нешта што им се потребни, не може да ги обавуваат кога нема струја. Им ги исклучат, да, затоа што тоа е приватна компанија. а нема државна електродистрибуција во Австралија? Не Има, постои тоа, меѓутоа, треба човек да знае за тоа нешто. Се прашувам колку многу луѓе знаат за тоа нешто. Ама тука е... Молам? Повелете. Обично луѓето се обраќаат до така наречените welfare organizations или оние добротворни, како Salvation Army, Brotherhood of St. Lawrence, обично се поврзани со некои цркви. Хуманитарни, да, организации. Да. И тамо ќе се пријават за јадење, ако немаат јадење или ако немаат кебиња или други работи што им се потребни или одат таму за да се стоплат. Значи... Огромна криза. Да, постојат тие институции, али колку тие институции, за колку луѓе знаат за нив и дали тие работат во корист на луѓето што се во незгодна состојба е прашање. Мислев на друго. Например, во Македонскиот устав, според Македонскиот устав, вода, струја, храна, телефонија, топлина, се основни потреби и тие мора да ги има секој човек, како и работа. Секој мора да ги има. Стои во устава, така? Сега, како треба да постапуваат кога е криза и во таква ситуација? Оваа држава е назначена како социјална држава. Тоа што значи? Дека се грижи овие основни потреби да ги има секој човек. Така? Да. Доколку некој нема средства, од било кои причини, дали е невработен, дали е болен, дали значи паднал во економска криза и не е способен да си ги плаќа трошоците, не по негова вина, значи не е тоа дека е мрзлив, не е тоа дека е неодговорен, туку едноставно западнал во виша сила, тогаш државата е должна, значи овој човек ќе нема сметки да плати. Тогаш државата е должна, постои Центар за социјална грижа, исто како што постои Министерство за социјална грижа, така? Тие се должни да испитаат колку приходи во семејството има тој што западнал, што не може да плати, и ако тие приходи се помали од потрошувачката кошничка, да речеме во моментов е околу 30.000 денари потрошувачка кошничка, тоа значи потребните пари за едно 4-члено семејство да обстои еден месец. Ако се помали приходите во семејството, тој човек автоматски се ослободува од плаќање струја, од плаќање вода. Нема да плаќа, затоа што неговите приходи се помали. Ова никој не му го за ова има и закон во Македонија. Законот го кријат, никој не го кажува и измислија извршители. Тие извршители ќе ти дојдат дома, ќе ти направат примерно за еден ден, мислам, тоа е една тотално криминално работење на така наречени извршители, бидејќи по закон не смеат тоа да го прават. Законот не е така како што они работат. И за еден денар долг, а тоа е измислен долг, нема врска со долг, за еден денар они ќе направат долг од 12.000 денари. И на тоа ти расте камата. При тоа никој не кажува дека тие не смеат да наплаќаат ниту струја, ниту, значи режиски трошкови и такви сметки воопшто не смеат да наплаќаат. На народот не му кажуваат дека никој не смее да му блокира сметка во банка. Тоа покажува дека и банките се во истото коло. Да. Во истиот кош. Затоа што
Во законот за извршување или за извршители вели дека има право на 1/3, но тоа е она што го велите ќе оди да се договори. Тој што има некакви приходи, па ќе плаќа 1/3 од заработката, додека не го исплати долгот. Но тој долг секако не треба да му се зголемува 10-кратно, да се товари со камати, со арачи. Значи, тоа е еден начин преку криминалните извршители кои тврдам дека работат на криминален начин, да дојдат до собственоста на луѓето. Сега измислија, они тоа не смеат да го прават. Не постои таков закон. Значи, ако немаш пак ни извршителот кој што те товарел 100-кратно да го подмириш, а ке немаш, ова е слично на она што го објаснуваше со финансискиот систем кога земаат кредити, слично на микрониво со извршителите, тогаш они тебе замислете ќе ти ја конфискуваат куќата и ќе ти ја продадат. Па прво, кој сте вие мојата собственост да ја пипате? Јас не сум подпишала хипотекарен кредит а вода, струја, телефонија, парно, мене ми следуваат по закон и по устав. Кои сте вие? Затоа од тие причини е недозволено да се приватизираат општо потребните ресурси за опстој на човекот. И сега луѓето треба да го знаат ова, бидејќи они се плашат од извршителите. И се плашат, ќе оди во банката и ти немаш сила на дугме. Затоа да пазат и кога ќе се рече воведување на електронски пари. Не ни требаат електронски пари. Ни требаат само пари со реална вредност. Но о том потом. Во Австралија што се случува? Интересна работа што голем број луѓе добиваат социјална помош преку Министерството за труд и социјала. И таа организација или тоа министерство постана како еден вид банка и дава кредити на луѓето што немаат пари за овие основни потреби, да ги платат, нели, основните работи што се. И се зависни од социјалното. И ако не ги вратат тие парите, им дават еден одреден период за да ги вратат тие пари, аванс им даваат по 1000-1500 долари и да ги вратат во еден одреден период. Ако не ги вратат, тогаш интерес се израчунува и лицето и уште повеќе е задолжено, да. Интересно е што тие действуваат како банка, еден вид банка, нели? Луѓето се зависни од нив, бараат од кај нив, тие веќе добиваат социјална помош, меѓутоа добиваат ова додатна сума пари зависно од нивните, нели, приходи што ги имаат и имот што го имаат, затоа и тоа се зема во обзир ако имаат некаков имот, кога се израчунува колку им се следува социјална помош. Но овој проблем околу давање кредити на луѓе што треба да ги вратат. И ако не ги вратат, се уште во поголема неволја. Имавме ние пред 2-3 години една министерка за правда, слободно можам да речам дека е министер за кривда, Рената Десковска, која што, бидејќи овие извршителите веќе многу од народот научи кои му се прават и дека овие работат криминално, па поднесоа многу представки и мораше да се укинат како такви, но бидејќи тие се полугата со која што се притиска народот, власта не сака да си ја власта. Овие терористиве во институциите не сакаат да си ја испуштат полугата и мораат да ги држат. Таа Рената Десковска ги заштити овие извршителите. Пазете сега, значи по закон тој не смее да извршува сметки за парно, струја, вода, телефонија и што беше петото?
Не смее извршител да извршува тоа, никако. Она вели им измислија на луѓето, знаете што ние разговаравме, ќе намалат камати, ќе намалат трошковник, ќе намалат ова, и вика ќе ви ги избришеме каматите на долговите. Пазете сега, долговите реално не постојат. По закон за облигациони односи долговите се бришат за 1 година, ако не се утужени, а не смеат да бидат утужени дека се општо потребни за опстој на човекот. Значи, сметки за струја, парно, вода, затоа не ве тужат. Затоа ве лажат после 2-3 години или 20 години дека некогаш Кобожемски тужеле со менување на датата. Воопшто не тужат затоа што не смеат да тужат. И се она што го покасно го праќаат како налог за извршување, секогаш е со поминат рок. Секогаш му се истечени датите, за да можат, ако ги фатите, да се извадат на датумот, тоа готово поминал рокот на извршување, не можете. Ова ги заштити извршителите, наводнава министерка, наместо народот и уште една група, демек, од тие борците за права вакви како мене, ама не како мене, туку што играат со пуштени од нив, застанаа пред Народна банка на Македонија да барале кредити кои што ќе им ги даделе на луѓето што должат на извршители без камати. Дали ви се верува? Сега ова вие што го кажувате. Тие наместо да го дадат она што е на граѓаните, ние сите придонесуваме во една каса. Па оној што ќе западне во беда, треба да се помогне од сите нас, од таа каса. Овие, место тоа да го прават, они ги даваат и на бедните кредити, колку да го, во случајов наш, колку да го прикријат криминалот, замислете. Па после се повлекоа, за среќа се снимени, ги има по телевизиите, има клипови, што правеа и како правеа. Така да, мора да станеме сами за своето добро. Ние сме го граделе тоа. Оваа земја Македонија е градена од нашите родители, од нашите баби и дедовци. Едните плаќале во крв, другите работеле и придонесувале за да се изградат сите тие капацитети. И ние не смееме едноставно да подпаднеме под импресии на некаква измислена северна која што постои на некаква хартија, дека ја поддржуваат 100 криминалци внатре и уште 100 криминалци надвор, кои што всушност го плячкаат цел свет. На тоа се сведува вистината, речена вистински. Ана? Да, од досега што го за кое што ти така дадох една своја констатација, што е и факт, би сакала само и те моје некое заклучно, завршно размислување да дадам. Точно е дека нашата стартна позиција во оваа незавидна положба, колку и да звучи, мислам, необјективно, меѓутоа сметам дека е таа, и која што ни овозможува да можеме да имаме и надеж за иднината, меѓутоа и да продолжиме онака како што треба, а не како е сегашните состојби како ни налагаат. Нашата стартна позиција е токму нашата независност и слобода. Во овој момент, точно од оваа пара држава, што ни е наметна, значи пара држава е ова, во секоја на зборот, затоа што е откината од народот, значи прекинати се континуитетот на развојот на народот и државата, традициите се прекинати, меѓутоа наспроти тоа, таа пара држава сака да располага со се, значи таа го прекинува континуитетот, се оградува од народ, од држава,
од антички период, сега ќе се огради од средновековен и од словенски, затоа што ние наши натаму од бугарите се јавија. Меѓутоа сака да биде ступан на сето тоа, а се откажува, значи тоа е шизофрено, тоа е прилично во самиот поим, значи тука има длабока не само лага, туку тоа е една длабока бездна во која што и самата паѓа, затоа што нема тинел, нема потпора, нема ништо, само се увија некои групации, така наречени партии или влада сега и собрание нелегитимни, што ја тераат приказната со овие нели надворешни такви фактори со држење во тој глобален економски начин, модел на правување на робство. И сега, значи, ние немаме никакви обврски, немаме никаква врска со оваа парадржава. Си остануваме доследни суверена Република Македонија, си го држиме континуитетот, значи се за кое што се борел овој народ, генерациите, поколенијата, и од тука ние фактички пред 5 години сме во, како да кажеме, во фаза, ајде така да кажам народски, на разведување, значи од тој субјект наметнат што дише на шкрги. Извини, ние не сме се ни венчале со нив за да се разведуваме. Значи, тие се апсолутно, извини, ти ја прекинав мислата. Ако сега во моментов во Уругвај некој гласа дека македонците се марсовци, па дали ние ќе одиме да го жалиме, да се жалиме кај Макрон, да се жалиме на суд, да правиме предлози, па да бараме референдуми, дали тоа ќе го направиме или ќе речеме шуиме бе на овие уругвајци бе, ај чао, и ќе си продолжиме по македонски. Ова е иста состојба, само што овие ни ги окупираа зградите. Ама тоа не значи дека духот македонски го зема, дека земјата македонска е нивна, дека, значи, едноставно сами ќе пропаднат. Продолжи се, извини што ти упадам. Да, точно, имаш право, сакав само пластично да го прикажам тоа, дека на никој начин не сме во однос, во корелација, значи со ништо, затоа што ни се различни темелите, различни појдовните основата, на која стоиме и од која треба да продолжиме да понатаму. Значи, тие не може да продолжат, нема никакви шанси затоа што немаат корен. Така да ова ќе само уште некоја година ќе се одржи ова и после тоа сигурно народот ќе си ја врати државата, значи си ќе поништи. И сега зборот ми беше, значи, од овој момент тоа е за нас позитивното во целата ова несреќа, што како такви независни и слободни ние можеме да го креираме нашиот начин на живот, онако како што треба, како што имаме искуство дека ова до сега и како е сега, значи не е тоа, нито тоа што го сака, нито македонскиот народ, нито сака да живее во робство после толку векови, или и го има и тоа и поминато. Значи, нас ни предстои поинаков начин и модел на развој, на постоење, што ова не може да го пружи. Овој постоечки, што велиме, систем на управување. И сега ми беше зборот дека ние извешти сме секоја точка запирка или збор да го анализираме во што и да стои, дали во документ, дали во програма или некој што ќе каже од овие личности, странски и домашни, така што тука сите падна на испитот, не академици, не интелектуалци, не овие професори таму, доктори на науки, експерти и сето тоа, затоа што тие црквата, затоа што тие работат за овој систем. Значи, тие веќе немаат слобода, немаат независност и затоа институциите што ни се одземени, самите институции, зградите, значи,
македонски, народни се тие. Значи академијата ќе си постои, ќе си постојат внатри академици, меѓутоа Не овие. не овие, затоа што не го заслужија тоа место. Значи може да им се одземат и титулите и граѓанските права кои зашто и до кај заслужил. Значи тоа е нешто што се спроведува и во државите и сега. Гледаме во држави има ги судат и смртни казни има за такви некои престапници, се разбира според нивни сваќања, може тоа сега не е демократски, може е спротивно на народна воля. Меѓутоа сакам да речам дека она што македонскиот народ како суверен да го превземе е радикално да расчисти, значи со тие инсталирани што се долго време, дури има нели непотизам и генерации таму по наследство тие. Тоа во Македонија беше, а во Севернава па ништо нема. Да, така што сега овој момент е за нас присвртен во историјата на нашето постоење. И од таа призма да ги гледаме работите, таму веќе нема што, мислам, толку е провидно. Еве само за илустрација она што зборевме, само да го покажам како стои, например, во портали и така натаму, она што го разговаравме. Значи, ако се сеќавате, пред неколку години, баш кога се донесуваше оној договор приспански, што е клубниот, кога го подпишува, беше Грција во криза, значи пред банкрот. Банкротира. Сега како го решија тоа, ова што го збориме 2 часа наназад, дека министрите за финанси од Еврогрупата постигнале договор на Грција да ја дадат нов заем од 8,5 милиарди евра. И сега пак ја задолжија, не банкротираше, ја спасија. И што ја спасија? Значи, кај води тоа? Значи, што е тоа? Ништо. Значи, само вртење од шупливо во празно, само ова и значи тие ја терат агендата, тоа за нив има смисла и нивниот план го терат, значи ете со тоа не уништија нас, не одзеда државата, значи имаше тоа кој што дал и зошто и кој резултат ќе се постигне во нивниот концепт. Да, меѓутоа концепт, бидејќи ние сме од него независни, значи сакаме да се ослободиме, сега си ја имаме, како што рече Агапи, земјата, си имаме сонцето, си ја имаме водата, значи овдека треба по инаков систем македонскиот народ да се развива. Овде имало неолит, имало уредувања разни, се развиват и без такви задолжувања или не знам банки, кои што повторно се во истиот цинџир, значи гледаме дека сето тоа веќе мораме да го едноставно отфрлиме. И после тоа секако дека ќе дојде полнотата на живењето во Македонија. И луѓето нема да бегаат, затоа што кога го држиш некој на сиромаштија, значи нема од што да живее, да преведува, во тој систем, тој има вода, има земја, ќе најде парче, ќе насади. Меѓутоа таков е системот што не дава му тоа да се оплодува. И сега тука е моментот кој што треба ние, патиштата ни се разидуваат и добро е, затоа што не можеме да продолжиме. На овој начин, со тие луѓе, со тие ментори или така да кажеме што не држат на контакт, наш крги да дишиме и тука е нашиот излез. Новото е во другиот начин, во друг систем или парадигма за новото време, што ние ќе ја креираме, не да ни ја натури некој или да ни ја пропише во тие задлужувања. Прекрасно. Тоа би било, да, нешто кое што би сакала ето тоа да биде како една сознание и заклучок,
од она што го имаме со години, што ни се сервира, што гледаме дека не функционира поинаку, ама е толку веќе прозирло што не може веќе да убедува никого дека тоа е добро, затоа што не е добро. Не е добро. Не е добро, народот знае, сваќа, работите и не слуша. Ова што го зборуваме вечерва, верувам дека ќе обрне внимание, ќе слуша и ќе може да превземи она што е потребно да се превземи, за да Македонија ги отфрли овие системи кои што моментално постојат, кои што очигледно не се во корист на народот македонски, нити на земјата, нашата татковина. Агапи, завршен збор имате? Имам како немам. Значи, што треба да направиме? Ајде, диагнозите ги испоставивме, сите ги испоставивме, све. Убаво си кажа Ана, дека системите ни се раздвојуваат по сила на нештата. Тоа се универзални закони. Сам по себе си работи, не треба да е некаде запишан. Но еве за да престанеме да го храниме зверот, зашто ние сме тие што работиме, па трчаме, уплаќаме, па некакви даноци, треба да покажеме мала прво трпеливост како луѓе, нели? Човечност, трпеливост и да истрпиме еден месец без храна не можеме да изтрпиме, но да бидеме поскромни ми е муабетот. Сега, јас ова само како идеја го, од моите размислувања, како го поимам, отпорот кон ова што се случува, за да си ги земам моите пари, зашто он ми ја узурпирал и касата. Не е само она собраниено, да ќе ги задидаме од надвор, ќе ставиме зидови и нека све внатре нека седат и нека си носат севержански одлуки. Нема проблем никаков. Тие мене не ме допираат. Не ме допираат правно. Не можат никако да ми делуваат ако јас си ги извадам парите од нив. Значи, па до врти сучи, како сакаш сврти, до парите се доаѓа. Да луѓето да покажат една непослушност кон узурпаторите и да се тргнат настрана во смисол, па дајте да застанеме, да не одиме на работа, да не одиме ништо да купуваме, да не одиме на шетање, да не плаќаме ништо. Значи, ова кула од карти што тие ја направиле и сега туку ја прилепуваат од ваму од таму, за помалку од еден месец ке ја снема. Ке ја снема, тие немаат ресурси, тие нашите ресурси ги користат. Дајте да се тргнеме. Значи, за почеток не можеме, немаме оружје да се спротивставиме. Ете сме гандиевски, мирољубиве, не сакаме, а и не треба да се тепаме. Навистина е неубаво, непотребно да гине народ. Значи, ако им требаат и да оставете им ги зградите, нека седат там, од надвор задидани. Нека седат внатре. Да видиме колку они ќе издржат. Да си ги повлечеме нашите ресурси. Секој од она што може. Не плаќам никакви сметки. Но при тоа треба да бидеме свесни, свеста да ни се дигне и солидарност кон тој до себе. Зошто ние, ако 1000 души, 100 души не плаќаме, нема да не исклучат. А 1-2 ако не плаќаат, нити тие ќе осетат, ниту пак тој ќе може да се заштити. Така? Значи, да застанеме малце, да покажеме непослушност, или ние правиме протести по улиците. Убаво е некогаш да излезеш за да ти го види светот ставот. А од друга страна, ако знаеш дека светот го знае твојот став многу добро, многу поддржува на овие другиве, тогаш и нема потреба да му покажуваш. Значи, ние дали е на снег, дали е на сонце, ќе висиме, ќе викаме како удрени по празни згради, а овие муване ги лази, со нашите пари си градат царства, си се шетат, па дајте тоа да го смениме.
Значи, Да, со своја глава да размислиме, но пред се да бидеме, да ги откачиме од нас, да не ги храниме. Точно На било така. кој начин. Секој индивидуално нека најде начин како ќе ги тргне. А Па сите иде, за... се извинувам само на ова да се надоврзам дека мили да не учествуваме во тој систем, да бидеме... А нема систем, Ана. Всушност, Нема да, систем. Да, сакав само тоа да се надорзам, значи поради неможност, нели, понатаму да враќа, како да речам, долгови тие задолжени некои сиромашни земји, држави, например, не ги враќаат, не ги плаќаат долговите. И се интересно е што во тој случај дури не им прогласуваат, да речеме, банка, затоа што не е регулирано на меѓународно ниво во тој случај што да се прави. Ако не си врзан или со долговите па ги враќаш, па не можеш да го доплатиш, значи не си ја прифатил таа договорна обврска, да кажеме. И сега целата економија, да речеме, страда во таа земја, значи се одразува на сите, меѓутоа се одразува на сите затоа што си уште некој може има приватен сектор или таму јавни установи кои што на некој начин мора да функционираат. Меѓутоа и тоа ќе престане. Кој ќе престане, секој ќе нема од каде, нема струја, нема вода, нема ништо, ќе мораш да бараш начин како да живее тој народ што не може да ги врати долговите. Значи, животот сам по себе е алтернатива на се друго што го уништува. И тој дава начин како. Значи, не може природен закон или природно право да ни уроди некој позитивен закон спротивно на истото. Па и изворот на природно право е во тоа право. На позитивно право е природно право. Значи, тоа е толку постои голема дискрепанца од тоа како нешто треба и како е поставено за да функционира здраво и сега ни се наметнуваат идеи, концепти, идеологија што нема врска со животот, со реалноста, со природата, па родови, па вакви, такви, што причина повеќе да се расчисти со нив. Така и сакаат нека нема да живеат тие, затоа што они тие преку владите нели собрани што се главните лостови за грабеж делуваат, затоа што така има цела држава, цел народ, цело население го има од секој да може. А ако не биват така, они тие нема да преживеат, нито нема во што да се храни. И сега тука е моментот, за тоа треба умовите академиците да се ангажираат и тие експерти. Значи тука да може да се најде решението, а не таму кај што седат, па и тој што е на буџет, и тој треба да е независен. Не му е дала ММФ буџетот што позајмува. Буџетот треба да е од самата земја држава створен. Така нека си го свати и немаш што таму да им се да плаши на тие што така уредиле да зависи од нивните пари буџетот да се гарантира. Кога? Благодариме. Можам? Благодариме. Сакам уште еден збор. Да, Агапи? На Ана да се надоврзам. Значи, кога ќе дојдат да ни исклучат нешто, кога ќе покажеме граѓанска непослушност, дека не сакаме да го храниме веќе зверот, дека тој е туѓ звер сам, нека умре од глад. Нас не интересира. Кога ќе ни дојдат нивните кучиња извршители, ќе им кажеме дека тие немаат правна сила врз нас. Што ти пишува тебе на документот, бе? Северна. Ја не сум северна, јас сум во Македонија. Тебе струја кој ми даваш северна, од кај северна? Ова мајка ми го градеше и татко ти. Ова е во Македонија, електранава не е северна. Ве молам, немате правна сила. Но крајно, народот македонски треба да си направи, значи треба да осмислиме
поумни глави. Еден документ во кој што ќе се отповикаме, овие ќе ги отповикаме и ќе се оградиме од истите пред светот. Јавно ќе го објавиме. Не може ММФ да дојде мојата нива да ја зима. Затоа што овие му склучиле, некои си нон-стоп склучуваат, нели, долгови со огромни каматни стапки. Целта е да се земе, демек административно државата. Тоа не е можно. Собственоста е неприкосновена, а они со кого склучувале? Со Буљар, Османи, со Петко, Јанко, Станко, Џафер, со кого склучувале, со кого давале, на Бектеш или му дале, не знам на кого. Од него нека си ги бараат парите. Точно така. Ето. Точно така. Пред да ја завршиме вечерашнава програма, дозволете ми да ви прочитам една порака од професор Нестор Огинар од Нью Йорк на Соединетите Американски држави. Тој вака вели, го цитирам: во пресред на Илинден, големиот историски македонски празник, што не го делиме со никого. И кога сите востанија ќе згаснат, и кога сите јазици ќе замолчат, и кога сите зла ќе пресушат, Македонија пак ќе тече во нашиот крвоток. Никогаш нема да дозволиме да живееме во Македонија во која што нема македонци, ниту во свет во кој што ја нема Македонија. Ако ја спасиме Македонија, ќе го спасиме и светот. Не има, вели професор Огинар. Не има и ке не има. И ни се ближи празникот 2 август Илинден, поточно мислам дека е во вторник. Јас би сакал да ви го честитам истиот на вас и на нашиот народ во Македонија и ширум светот. Сети со Илинден и оваа година, онака како што македонците си го прославуваат и значењето што тој го има за нив, без сите тие накалемени и што не се народни присутни кои што ќе бидат таму, што немаме никаква врска со нив. Да, нека не биде честити вековит Илинден. Ви благодариме за вашето внимание, почитувани слушатели и гледачи. Се гледаме и слушаме следниот четврток на 4 август 2022 година. Со Господ напред, поздрав и почит кон сите вас од мене, Силвана Павловска од Мелбурн, и од нашите почитувани професор Ана Бобинкова Мијаковска и професор и филозоф, и Агапито Филовска, борец на човечки права и слободи од Македонија. Се најдобро, уште еднаш честит да ни е Илинден и со Господ напред. Нека ни е честит. Македонија вечна. Довидување. Довидување.